Господин Рамадани, денеска протести во Атина, веќе имаше и во Солун. Колку ваквите протести можат да влијат врз преговорите за името? Па добро, јас мислам дека вообичаено е во Грција да се протестира токму тогаш кога тие ќе насетат, односно насетуваат дека ќе има некакво решение компромисно решение за името. Но мислам дека тоа не треба да ги обесхрабри тие што треба да одлучуваат, затоа што преговорите треба да продолжат и понатаму и повише елементи има во сето тоа, мислам, и фактори кои влијаат за некое конечно решение. Ако и понатаму продолжи таа желба за решение на првите луѓе од двете влади, како што почна, значи, господинот Заев и Ципрас. Другото се, мислам дека посебно опозицијата во Грција, веројатно и тука одредени кругови, сака да поентираат и на вакви теми чувствителни, што за мене е неодговорно, меѓутоа не можеме сега да влијаеме како тие ќе настапуваат понатаму. Но како и да е, мислам дека треба да се продолжи. Јас сум оптимист дека ќе се најде решение, затоа што е тоа најважно, не сме сами во овој процес. А тоа значи дека ќе има поддршка и од САД, и од Европската Унија, и од сите прогресивни сили кои најверојатно сакаат компромисно решение, каде што и ние не треба да бидеме оштетени во целиот процес. Преговарачките страни велат дека се поблиску до изнаоѓање решение, сепак од друга страна се чини дека црвените линии постојат. Шефот на македонската дипломатија Димитров на средбата со Нимиц порача дека идентитетот не смее да биде тема на преговорите, изјава која што бомбастично ја пренесоа сепак грчките медиуми. Како ја коментирате вие? Јас мислам дека во право е министерот за надворешни работи Димитров, затоа што апсолутно не може да се најде решение ако е во прашање идентитетот. И тука грчката администрација, дали е тоа владина или опозициона, мислам дека не може да го бара тоа, затоа што преди се нема да има никаква поддршка од центрите кои одлучуваат, мислам светските, како што е Брисел, Вашингтон, дали се тоа Европска Унија, САД или НАТО, затоа што идентитетот е прашање на народот кој се чувствува тој идентитет и дури мешањето, инсистирањето да се промени идентитетот на еден друг народ, тоа е, би рекол, и примитивно барање и примитивен став, така што тоа е само некој вокабулар, можеби кој мислат радикалните сили да го употребат, но воопшто нема да има поддршка во прогресивниот свет. Токму оваа тема беше причина и за острата реторика која што деновиве ја пренесоа медиумите меѓу Кодзијас и Нимиц. Исто така Кодзијас му порача на Нимиц дека не е компетентен за да говори на политиките на Атина. Како вие го коментирате овој разговор помеѓу Кодзијас и Нимиц? Па добро, мислам дека тој веројатно малку бе навреден во тоа што Метју Нимиц и после неговата изјава, односно неговите пренесени јавно 4 точки кон Македонија, Нимиц ги коментираше дека немаше потреба со јавноста така да се комуницира и тука доаѓаат, мислам, тие несогласувања. Мислам дека во право е Нимиц, дека додека се разговара, преговара, баш се што се разговара, мислам, меѓу компетентните, дали се преговарачи, дали се министри за надворешни работи или премиери, во оваа фаза не треба да се изнесе, мислам, во јавноста, затоа што сепак е фаза на преговори и секој настап во јавноста, би рекол, предвремен, создава ситуации каде што мобилизира радикални сили и тука кај нас и во Грција,
да организираат разни протести, односно да дават изјави за да не успее процесот и мислам дека треба да се внимава без разлика од која позиција, треба многу дипломатски да се настапува и многу да бидат внимателни, изјавите да бидат кон тоа да се изнаоѓа за изнаоѓање на решенија, а не да се создава ситуација која не го помага самиот процес. Добро, во едно вака поставени услови, можеме ли да очекуваме оваа година решение на спорот со името и што доколку тоа не се случи? Па да, мислам дека треба и понатаму да се работи на тоа, оваа година да се реши проблемот. Дури јас мислам најдобро е што побрзо во првата половина од годината. Верувам во една изјава на господинот Нимис дека некаде до април месец може да се најде решение, затоа што дипломатите од таков ков, со такво искуство, не изјавуваат термини, односно така лесно дека кога и како ќе се реши проблемот. Сакам да верувам во тоа, затоа што тој веројатно ги има во предвид сите пречки, сите предности и сите поддршки кои веќе ги има веројатно како медиатор и ајде да веруваме овој пат дека најверојатно ќе се изнајде решение, дури мислам и во првата половина од година.